Голема заинтересираност меѓу битолчани за предпремиерата на филмот Warcraft. Со оглед на тоа што овој голем филмски хит својата светска премиера ќе ја има за една недела. Во битолското 3D кино буквално се водеше борба за влезници. И покрај тоа што почетокот на филмот беше закажан за 20 часот, верните фанови и љубители на истоимената игра уште од 19 часот се собраа пред влезот на Центарот за култура. Ова е предпремиера на филмот, бидејќи филмот ни доаѓа на 9 јуни. Меѓутоа, ја имавме таа можност да го добиеме на 10 дена пред Америка. Така што вечерва ќе се соберат сите фанови на играта Warcraft, кои што верувам дека нетрпеливо го очекуваат филмот. И очекуваме полн капацитет на салата за 3D проекции, околу 400 луѓе. Филмот Warcraft на репертоарот на 3D киното повторно ќе се најде од 9 јуни. Фановите на Warcraft нема да пропуштат проекции. Вечерва се најголемите приврзаници на оваа игра. Од 9 до околу 20, ако има интерес и повеќе проекции ќе бидат ставени на репертоар. Значи, ние нашата програма ја креираме во однос на интересот кој што постои кај публиката, така што обично ставаме и по некоја реприза, доколку интересот ги надмине нашите планирани проекции. За сите љубители на филмската уметност, слушнете што ќе имате можност идниот период да погледнете во 3D киното во Битола. Има повеќе филмови на репертоарот. Во моментот игра филмот Соседи со проекција после Warcraft. Ќе има уште неколку проекции во наредните денови. Исто така на репертоарот е очекуваниот филм Фини момци, како и филмот Игра на пари, а и добро познатите ликови од нашето детство Нинџа Желки. Па потоа со Warcraft заедно ќе имаме и хорор филм Повикување 2, кој што првиот дел е многу добро познат кај публиката, а потоа продолжуваме со програма и за најмладите посетители на 3D кино. Ќе се прикажува филмот Барајкија Дори, кој што е продолжение на филмот Барајки го Немо. И следуваат и други наслови, како што се популарните, ќе го кажам на англиски, бидејќи така е попознат, Now You See Me, вториот дел на филмот. Ден на независноста и други интересни наслови кои што ќе се следат на крајот од јуни и почеток на јули.